Пелистер со 2 гола предност ке патува на реванш над преварот од осми на финалето во Купот на Македонија кој ќе го одигра во Тетово, откако денеска на домашен терен ја совлада Ренова со 2:0. Иако временските прилики не беа баш најпогодни во првото полувреме, избраниците на Наум Лјамчевски во првите 45 минути постигнаа 2 погодоци. Надпреварот беше тврд, без многу шанси и на двете страни, а првата ја искористи Петар Лјамчевски по асистенцијата на Фернандо во 14-тата минута, откако биеше одлично од 16 на метри и ја смести топката покрај левиот дирек од голот на Хаџо. Потоа повторно тврда игра на теренот, но се чини дека домакините постојано ја имаа иницијативата и го држеа резултатот под контрола. Вториот погодок пристигна пред самиот крај на првото полувреме, односно во 44-тата минута, кога проработи бразилската врска кај домакините. Повторно асистираше Фернандо, овој пат за неговиот сонародник Лукас, кој без проблеми погоди за голема радост на домакините. И во второто полувреме зелено-белите доминираа. Шанса да го зголеми резултатот имаше Тошевски, но биеше покрај стативата. Кратко потоа се заканија и гипсарите преку Гафури, кој шутираше за малку покрај голот. Најконтроверзниот момент на надпреварот се случи во 74-тата минута, кога од слободен удар Гафури го совлада Пашовски, но судиската тројка досуди офсайд позиција, што најде на бурни негодувања како од играчите, така и од клупата на гостите. Пред самиот крај последната прилика за Пелистер имаше Коњарски, кој биеше силно, но не успеа да ја погоди рамката од голот на Хаџо. Со предност од 2:0, Пелистер ке патува на реванш над преварот во Тетово, со надеж дека таа предност ќе биде доволна да се осигура пласманот во четвртфиналето од Купот на Македонија.